Јавивте дека веќе од идната година овие студенти ќе можат да конкурираат на огласите на Министерството за внатрешни работи. Како ја опишувате досегашната соработка со факултетот и очекувате ли дека овие студенти баш ќе се пријавуваат на вашите огласи? Најпрвин сакам да им честитам на сите дипломирани криминалисти на факултетот за безбедност и ми представува посебна чест што денеска присуствував на еден ваков настан. Истакнав дека многу е важно кога има корелација помеѓу науката и практиката и затоа односите помеѓу Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност е на едно многу високо ниво во кое што заеднички работиме во надградбата на капацитетите и на студентите, меѓутоа и капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Заради тоа што навистина 2021 и 2022 како години се години во кои што голем број на колеги заминуваат во пензија, значи се отвораат работни места, затоа и најавив дека 2022 година ќе има огласи за прием на криминалисти во поголема бројка и јас навистина очекувам дека и од оваа генерација на студенти ќе може да се пријават, да бидат дел од македонската полиција, да бидат дел од безбедносниот систем кој практично се грижи за напредокот, за очување на човековите права, на демократските вредности на државата. Колку се студентите подготвени со знаење кога доаѓаат на работа во Министерството за внатрешни или пак учат и доста од повозрастните колеги? Секако дека експертизата, знаењето кое што тие го стекнуваат низ процесот на едукација на факултетот е пресудна за нивните ангажмани и во Министерството, меѓутоа и за нивната подоцнежна надградба од практична гледна точка. Така да реков дека науката и практиката се спои, секако дека пренесувањето на знаењето во практичниот дел од повозрастните колеги ќе биде само нивно надоградување во тоа што значи одлични професионалци кои што ќе работат во Министерството за внатрешни работи и најважно професионалци со интегритет. Тоа се тие, би рекол, важни одлики кои што треба да ги има секој еден припадник на македонската полиција.